Здраво, добро дојдовте уште на видео, каде што ова видео ќе збориме за пуфери и ќе ги разгледаме од хемиска гледна точка. И ова би требало да биде едно доста големо видео. И првично сега ќе ја запишам дефиницијата за што се тоа пуфери и податаму нели ќе ја разјасниме таа дефиниција ќе ја разгледаме во повеќе детали. Значи, пуфери се раствори кои при додавање на киселина или база во нив се противат на промена на pH, односно нема да се промени pH толку многу. Сега се користат киселинско-базни конјугирани парови, така или се користи слаба киселина и јака база, така силна база, или пак се користи јака киселина и слаба база. Така, значи тие беа конјугирани киселинско-базни парови. Сега во зависност која е супстанцата, која е киселината, односно базата, се бира различна за различно pH кој сакаме да го држиме. Сега може ова се што го кажа звучи конфузно, но сега ќе го разгледаме. Да речеме дека имаме еден сад, така каде што имаме вода. Да речеме имаме вода. И ако ставиме HCl во нејзе, така ако ставиме HCl, HCl ќе се разложи, ќе дисоцира на H плюс иони и Cl минус аниони. Односно ќе се зголеми концентрацијата на H плюс ионите. Односно ќе се намали pH, така ќе стане покисела средината. Да речеме ако имаме еден сад, повторно ќе оставиме, наполниме со вода. И да речеме дека ќе ставиме натриум хидроксид, NaOH, тоа ќе дисоцира на Na плюс и OH минус. Односно ќе се зголеми концентрацијата на OH минус аниони, односно ќе се зголеми pH, ќе стане по-алкална средината, односно по-базна. Сега, гледаме дека тоа всушност што ни ја променува pH се овие OH аниони или пак овие H плюс иони, така протоните. Сега, ако можеме ние во растворот, така како што го имавме садот со вода, така го имаме дека садот со вода, и да речеме пред да ставиме базата или киселината да ставиме пуфер. Односно некоја супстанца, и сега ќе бележам како ќе бележам како А минус или пак како ХА, така? Значи некоја супстанца која самата по себе, значи нема да промени толку pH, но да видиме што ќе се случи. Значи ставаме пуфер. Тоа е пуферот, ова протоколова виолетова супстанца. И таа сега при ставање на кисели на пример, дека чекај не бележам HCl. Например кога ќе ставиме HCl, ионите H плюс ионите всушност ќе се врзат, H плюс ионите ќе се врзат со овој А минус, така што ќе станат, овие целите ќе станат како ХА. Така? Односно, нема да имаме покачување на H плюс иони, бидејќи сите H плюс иони што ќе се појават, ќе се врзат со овој А минус, така што тој сега ќе стане како ХА. Односно, нема да има покачување на концентрацијата на H плюс иони, така ова нема да се случи, и затоа нема да има промена на pH. pH ќе си остане исто. Или пак, можеме исто нели да го правиме, ако ставиме база, ќе ставиме натриум хидроксид, NaOH, ставиме натриум хидроксид, и сега, добро, не го бележам натриумот, само ќе бележам OH минус. Сега, овој H овдека, може да се откачи од ова HA, така што H ќе се врзе со OH минус и тоа што ќе се добие е H2O. Односно, OH анионите ќе се неутрализираат со тоа што ќе се врзат со уште еден H плюс, така, односно ќе образуваат вода. Така што повторно нема да имаме промена на pH. pH ќе си остане константно. Односно релативно константно. Ќе има мала промена, значи не се залажуваме, ќе има мала промена, но пуферов, што го ставивме ова виолетова субстанца, ќе се противи на таа промена. Така, значи ставаме натриум хидроксид, pH сака да се промени, пуферов се противи на таа промена, така што нема да се промени толку pH. Исто и кога ставиме киселина. Значи, пуферот е раствор, можете си го речете како субстанца, која ставаме во одредена друга субстанца, во друг раствор, кој што при додавање на киселина или база ќе се противи на промената на pH.
Така, ако додадеме киселина или пак ако додадеме база, пуферот нема да дозволи да настане голема промена на pH. На принцип на тоа што ќе ги врзува H плюс ионите или пак ќе ги врзува OH минус анионите. На некој начин ќе ги неутрализира. Сега, нормално пуферот ова не може да го прави за секогаш. Така, например, овдека ги имаме овие А минус, така ги имаме овие А минус аниони, но нормално немаме неограничен број. Да речеме дека имаме 3 А минус аниони. Така, тоа значи дека можеме да ставиме само 3 молекули на HCl. Од кога ќе ставиме 3 молекули на HCl, сите од овие аниони ќе бидат заситени. Така, сите овие ќе станат HA. И веќе, ако ставиме четврто HCl, така да речеме дека ова е четвртото HCl, го ставиме четвртото HCl, тој протон кој ќе дисоцира од четвртото HCl, дека H+, тој ќе нема со што да се врзе. Значи веќе нема А минус да се врзе со него за да даде HA, бидејќи се потрошиле сите А минус аниони. Така, значи се потрошиле. Односно, пуферов, оваа виолетова субстанца, има одреден капацитет. Така, значи има капацитет до кога може да се противи на промената. Сега ќе разгледаме понатаму подетално за капацитетот, но ова е кошематски да видиме кој е концептот на работа на пуфери. Така, и како пуферите се противат на промената на pH и како тие се противат до одредено ниво. Така, значи не може тоа да иде бесконечно, него си има одреден капацитет. Сега, кога правиме некој пуфер, реков дека пуферите се состојат од различни киселинско-базни конјугирани парови. Зависи од која е субстанца тој киселинско-базен конјугиран пар. Но во општа форма ќе запишеме дека HA, така значи ова е некој си остаток, ова е протонот на тој остаток, е во еквилибриум со А минус и H плюс. Сега, најчесто, односно не најчесто, него се користат слаба киселина, значи или може, како што реков, да се користи слаба киселина изјата конјугирана база, или пак слаба база изјата конјугирана киселина. Сега, слабите бази и слабите киселини знаеме дека многу малку дисоцираат. Така, значи има слаба дисоцијација. Така што, например, сега лупам, ако ставиш 100 молекули на HA, ќе добиеш, да речеме дека почнеме со 100, ќе добиеш 95 HA, овдека само ќе има 5 вакви и 5 вакви. Но ние кога правиме некој пуфер, сакаме да имаме колку што имаме HA, толку да имаме и А минус. Тоа би било, сега не мора, зависи кој pH сакаш да го контролира, значи има многу работи тука кои може да се рчкат, но најефективен пуфер кон спротивување спрема бази и спрема киселини е тој кој има еднакво количество на HA и А минус. Така. Сега, тоа бидејќи не можеме да го направиме ако ставиме само HA, ќе добиваме 95 со 5. Така. Затоа ставаме две субстанци кои ќе ни ги дадат ова и ова во прилично слични количини. И сега ќе видиме дадени примери, да ги испишам овие дека бројките. Најчест пример кој се зима е школски пример, тоа е пуфер од слаба киселина и конјугирана база, односно тоа е примерот со оцетната киселина. Значи ќе земеме оцетна киселина CH3 COOH, која е слаба киселина и знаеме дека таа е во еквилибриум со CH3 COO минус и H плюс. Така, но како што реков, овие ги има многу малце. Така, најголем дел е овдека, во овој вид. При еквилибриум најголем дел си е како оцетна киселина, значи не е дисоциран. Добро. Сега, бидејќи тоа е случајот, а нас не треба овие две да ги има во прилично еднаква количина, значи не мора, но така би бил поефективен пуферот. Затоа се додава тука се додава CH3 COO ена. Сега тој
дисоцира многу повеќе, така што се добива CH3 COO минус плюс Na плюс. Сега, Na плюс нема никаква улога во реакциите што ќе доаѓаат понатаму, така што иако се добива, тој можеме да го рачунаме дека како да не постои. Сега, овдека да речеме дека добиваме некое си количество CH3COO минус, кое е еднакво, приближно еднакво на ова количество CH3COH овдека. Така што сега ги имаме овие две. Така, значи ги имаме HA и го имаме А минус. И овие две всушност субстанци сме ги ставиле во некој си раствор, некој сад. Сме ги ставиле во некој сад во кој имало претходно вода. Така, значи имало вода и сме ја ставиле едната субстанца, сме ја ставиле другата субстанца. И сега внатре во тој сад, како што реков, ги имаме овие HA и А минус, ако би ги запишал во општа форма. Така, значи имаме CH3COO минус и CH3COH. Ги имаме внатре таму. Сега да видиме што ќе се случи ако во тој раствор, ако сега пробаме, го земам сега овдека, садот, пробаме да ставиме натриум хидроксид. Така, че тоа е една стандардна база. И да речеме дека пробуваме да ставиме натриум хидроксид, NaOH. Ќе го игнорираме Na, значи само ќе рачунаме дека се добиваат OH минус иони. И тоа всушност што се случува ќе биде да CH3 COOH ќе реагира со овие OH минус иони и тоа што ќе се добие ќе биде CH3 COO минус плюс H2O. Значи овие OH минус иони ќе бидат неутрализирани. Сега гледате дека се зголеми сега концентрацијата пак на CH3COO минус. Сега, тоа CH3COO минус или пак тоа кој претходно си било во растворот, значи или ова ново добиеното или тоа кој претходно сме го имале, пак може да реагира со киселина. Така, ако имаме истиот раствор и сега му додадеме киселина, например да речеме дека тоа е HCl, ќе го игнорираме Cl делот, значи само ќе се фокусираме на H+ ионите. Во овој случај CH3 COO минус ќе реагира со овие H+ иони, или пак повторено во секој видео спомнав, вие може да запишат како H3O+, бидејќи се наоѓаме во вода, значи H+ ионите одма се врзуваат со вода првин, па после од водата се откачуваат, но за да не биде збунка, значи само ќе бележам H+, ќе реагираат и тоа што ќе се добие ќе биде CH3 COOH. Сега ние кога користиме вакви пресметки што земаме во обзир само една молекула, изгледа како 100% да се сузбива, нели да се неутрализира ефектот на киселините или базите кои ги додаваме, но во вистина не е комплетно сузбивање. Например, ако овој овдека раствор од оваа конгирана киселинизијата конгирана база имала pH од 4,74, од кога ќе ја додадеме, ако додадевме база, да речеме, додадеме 0,01 мол, така од натриум 0,1 мол. Сега ова се пресметува колку што како се титрира, се одбелува експериментално, не е битно. Не може да остане pH исто, ама ќе беше pH во овој случај ќе беше 4,76. Значи многу малце ќе се покачеше, односно ќе станеше побазно. А во случајот, например, ако дадевме HCl, pH можда ќе станеше некај 4,54. Значи ќе станеше малце покисело. Нормално не е целосно спротивставување на промената pH, но ако земеме во обзир дека ако ставевме исто количество на pH во чиста вода, така ако имавме еден сад, кој го немаше овој пуфер, имаше само вода, значи обична вода, исто количество вода и исто количество на HCl, да речеме ја ставиме, pH можда ќе се променеше, промената pH немаше да биде како овдека 0,18, така? Значи овдека промената pH беше 0,18. Ако немавме воопшто никаков пуфер и се беше другото исто, например имавме исто количество вода, исто количество HCl, промената можеше дури да биде за 6 единици, односно ќе беше 6 единици пониско, односно pH може да ќе беше сега 1. Така, значи да речевме дека претходно било 7,
сега ќе биде 1. Значи ги имавме многу драстична промена. Значи пуферот, наместо да имаме промена за 6 единици, имаме промена за 0,18. Така, значи пуферот многу добро ја одржува средината. Одржува пеха на средината. Сега ова што го направивме, всушност ние можеме да го правиме и со слаба база и незината конјугирана киселина. Така, например, ние овдека правивме со слаба киселина и незината конјугирана база, нели ова беше слабата киселина Х, односно CH3COH, а незината конјугирана база беше CH3COO-. Сега истото например можеме да го правиме, ќе земеме друг пример, каде што ќе користиме слаба база, така, ќе бележиме А-, и незината конјугирана киселина, односно тоа ќе биде Ха. Така и сега например овдека за А- ќе ставиме амоњак NH3, а сега за незината конјугирана киселина ни треба NH4. Ама NH4 нема да го добиеме NH3. Мислам, тоа кога ќе оставиш вода се добива. Значи NH3 всушност реагира со вода, H2O, и тоа што се добива е NH4 плюс OH. OH-. Ама како што реков, знаеме дека ова е слаба киселина, слаба база, така што ќе се добие многу мало количество NH4. Така што за да добиеме приближно еднакво количество на А- и Ха, ќе ставиме NH3 и ќе ставиме NH4Cl. Така што ова ќе си дисоцира на NH4 плюс Cl. Cl ќе го игнорираме, значи ќе го игнорираме, ќе речеме дека тој не реагира во реакцијата и сега ги добивме, значи го добивме А- и го добивме Ха. Дека само треба да стои плюс. И ова ќе работи на истиот принцип како претходно, така. Значи NH4 плюс ќе се противи на додавање на OH-, значи ако се додае OH-, ќе реагираат заедно и ќе се добие NH3 плюс H2O, а NH3 пак ќе се противи на додавање на протони. Така, плюс H плюс ќе се добие NH4 плюс. Сега нормално различни пуфери ќе одржуваат пеха во различни пеха вредности. Да речеме дека овој оцетниот пуфер, што претходно го разгледавме, ја одржуваше пеха во вредност околу 4,74. Значи они кога го одржуваат пеха, да речеме дека пеха овдека е 4,74, го одржуваат плюс минус 1. Така, значи го одржуваат од 3,74 до 5,74. Тоа е областа во која они го издржуваат пеха. Сега, например, тие се вредностите за оцетниот пуфер, додека за овој другиот пуфер кој го разгледавме, со амоњак и амониум, всушност ја одржува пеха, кога е сам вака, на некоја си вредност од 9,05. Така. Односно плюс минус 1 од тоа. Значи 8,05 до 10,05. Тоа е областа во која се одржува пеха од страна на овој пуфер. Ако имаме приближно еднакви количества, значи ако NH3 е приближно еднакво на NH4+. Сега, од сеја ова произлегува едно прашање, кој например, ако ја имам во лабораторија, некаде подоле, значи ако имам во лабораторија одредено Ха, значи одредена слаба киселина и имам незината конјугирана база, или пак имам некоја си слаба база и незината конјугирана киселина, од каде да знам кое pH ќе го одржуваат они. Така, сега има многу посложни пресметки колку да се стави од ова, бидејќи како што реков, не мора да бидат еднакви количества, така. Значи се прават пресметки, нема да навлегуваме у тоа. Значи треба да пазиш овдека колку на пример, сега општо ќе земеме некој пример, колку не може да повлечам. Колку на пример NH3 треба да ставиш, на пример лупам сега
ќе земеме некое си количество, ако сакаме да биде еднакво, видов на пресметка, треба да земеме 0,25 мола од NH3, а треба да земеме 0,4 мола од NH4Cl, со цел да имаме приближно еднакви количества на NH3 и NH4+. Сега тие пресметки доаѓаат од тоа колку дисоцира, например колку дисоцира NH4Cl, колку ќе се добие ова, колку нема да дисоцира. Па кога ќе се добие тоа треба да знаеш од ова колку дисоцира, да знаеш колку ќе земеш волумен и колку дисоцираат, за да добиеш приближно еднаков број. Например, ако направам една општа пресметка со овие вредности, например, ако знам дека ќе земам 0,25 мола од NH3, сега правам груби бројки, и знам дека тоа, да речеме, не дисоцира воопшто. Ако не дисоцира воопшто, односно не реагира со вода, дека ова не дисоцира, него реагира со вода, значи имам толку NH3. Сега, колку треба да земам од NH4Cl? Така. Сега, некој ќе рече, треба да земам и од тоа 0,25, за да добијам толку. Но поентата е да речеме дека NH4Cl дисоцира само 50%. Ако дисоцира само 50%, тоа значи дека треба да земам 0,50 мола, така што од кога ќе дисоцира 50%, тоа што ќе добијам ќе бидат 0,25 мола од NH4, така, од NH4+. Така што ќе имаме еднакви количества. Има некои пресметки, значи не е тоа толку битно, јас тоа го направив сега колку да имате така представа како би се одвивале тие пресметки. Но нема со тоа да се замараме, него сега се замараме со тоа, ако имаш дадени супстанци, од каде да знаеш кој pH ќе го одржуваат тие супстанци. Таа дадена слаба киселина и слаба база и нејзината конјугирана киселина или конјугирана база. Тоа се пресметува со една проста равенка која се нарекува Хендерсон-Хаселбахова равенка. Значи ова за многу повеќе ќе збориме биохемија, се едноставно само ќе го напишам крајниот израз, иначе има ова како се изведува равенката, како се добива и така натаму. Но тоа равенката всушност гласи на крај дека pH кој ќе го одржува, само кој ќе го има растворот од дадениот пуфер, е еднакво на pKa на дадената слаба база или на дадената слаба киселина по, односно плюс логаритам од концентрацијата на конјугираното, без разлика тоа дали е киселина или база. Киселина дали е база. Така зависи од што започнувате. Ако започнувате од слаба база, горе ќе стои, така горе ќе стои конјугирана киселина. Ако започнуваме од слаба киселина, горе ќе стои конјугирана база. А долното е, повторно со сина боја, концентрација на киселината со која започнуваме или пак со базата од која започнуваме. Сега, концентрациите, тие може да се измерат, може да се пресметаат, логаритам, добро, дека е логаритам, pKa може експериментално да се утврди, ама сега најчесто нема потреба да правиш експеримент, само се чита од таблица или кога откуцаш на Google. И знаеш која е супстанцата, го куцаш името супстанцата, пишеш pKa, ќе ти даде кој е pKa. И само ќе го внесеш и готово. Добро, денеска ти можеш и да откуцаш и колку ќе биде pH на дадената супстанца, ама зависи која концентрација ќе користиш. Така, значи ти можеш да користиш различни концентрации. Така што треба да се знае, за да можеш да си пресметаш. Не можеш сега да откуцаш на Google да ти каже. Сега да спомнеме за капацитетот на пуфери. Значи јас зборев за капацитетот на пуфери уште на почеток, така. Реков, например, дека имавме од ова А-, така имавме 3 молекули на А-, и кога сите 3 се потрошија, секое ново додавање на HCl веќе нема да се пуферира. Ќе си биде као во обична вода ако додаваш. Значи тоа е главниот концепт на капацитет на пуфери. Е сега, например, пуферот е најефективен кога
во најголем опсег пуферира кога концентрацијата на HA или пак на А-, небитно, е еднаква концентрацијата на А-. Така. Кога е тоа случајот, тоа значи дека во растворот, имаме вода и го имаме пуферот кој ќе обележам со која ви го боја, ова. Колку што имаме А-, толку имаме и HA. Односно ќе реагира многу добро и против киселини и ќе реагира многу добро против бази. И против двете ќе реагира многу добро. Сега, например, ако направиме пуфер, иначе само за преходен завод да спомнам, концентрацијата на HA е еднаква на концентрацијата на А-, во тој случај ако се вратиме доле кај равенката, значи ако овие две се еднакви, ова со ова е еднакво, тоа значи дека ќе имаме всушност целото кој ќе поделиш ќе биде 1, лог од 1 нема, целото тоа всушност се губи, целиот овој дел. Така што ќе остане дека pH ќе биде еднакво само на pKa или pKb. Така ако користиме киселина, да, овдека иначе напишав, може да биде pKb ако користиме бази или pKa, дебитно. И ова многу ни е леснува. Затоа едноставно се користи, се пресметува на овој горе начин, како што направив. Се пресметува вака, на овој начин, така што да добиеш еднакви концентрации на HA и на А-, и од кој ќе добиеш тоа, едноставно знаеш дека pH кој ќе ти го контролира, ќе биде еднакво на pKa, а pKa ќе го видиш од интернет и готово. Сега, некогаш не сакаш така да биде, зашто едноставно знаеш дека ќе додаваш само киселина, не ти треба да ти штити од бази, од наводници штити. Така што ти можеш да направиш пуфер каде што, например, концентрацијата на HA ќе ти биде многу поголема од таа концентрација на А-. Така што во растворот, така го имаш садот со вода, и имаш многу повеќе HA, така има многу повеќе HA, да. А има многу малку А-, така да речеме дека 4:1. Така што овој раствор ќе биде многу добар против бази, ако ставаш бази. Ама ако ставиш киселина, малце има вакви. Значи малце има А-. Нема многу добро да се заштити против киселини. Но добро, ако знаеш дека нема да се додава киселина, немаш потреба да ставаш у наводници одбрана против киселини. Нека си стои само, нека си биде вака, со HA. Сега сакам да направам само еден график. Ќе направам еден вака график, кај што дека ќе стои pH, а дека ќе стои, например, наваму ќе додаваме киселина, а наваму ќе додаваме база. Сега да речеме дека растворот се наоѓа на некој си pH кој е еднакво на pKa. Така, значи некој си pH кој е еднакво на pKa. И тоа да речеме дека оваа вдека точки, да речеме тоа дека е 7. Така, што е да речеме дека е 7. И сега да речеме дека пуферот кој сме оставили одржува околу 7. И повторно рековме дека најчесто најубаво одржува плюс минус 1. Сега ако почнеме да додаваме база, што ќе се случи? Значи, овдека колку идеме понадесно е поголем волуменот. Поголемо е V. Почнуваме да додаваме база. И после некое време прави вака. Уп. Така. Ако почнеме да додаваме киселина, нормално ако идеме на лево, се зголемува волуменот на киселина што сме го додале, иде вака. И оп, паѓа пак. Сега, чекам да се побуда да го направам. Иде вака. И паѓа нагло. Сега, ова овдека, ако повлечеме линии, и ова овдека, да речеме ова е всушност плюс 1 и минус 1. Така, значи ова овдека е пуферската зона на дадениот пуфер. Сега дека може да се прави многу работи, дали повеќе база се добре, дали повеќе вакво, да се контролира кај сакаш да ти иде пуферската зона, но значи нема да влегуваме во тоа, не ни е потребно. Добро, тоа беше се за ова видео.
ќе направам уште едно видео всушност за пуфери во биолошките системи, бидејќи тие најважни се биологијата. Значи сите биолошки системи за одржување на pH константно, бидејќи многу е важно pH за биолошките системи. И тоа ќе биде наредното видео. Значи ова беше некој општ преглед за голем дел од работите за пуфери, но како што реков, биохемија ова ќе го поминеме повторно. Повеќе ќе се задржиме нова ревинката Хандерсон Хаселбахова. И така. Добро, тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.